Кога власта ќе удри по националното достоинство, но и по джебот на граѓаните, единствениот одговор е улицата. Македонија се крена против Зоран Заев. Каква политичка есен не очекува? Разговараме со портпаролот на ВМРО ДПМНЕ Дим Арсовски. Господин Арсовски, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Да почнеме од она што е најактуелно. ВМРО ДПМНЕ започна со серија протести. Имавме протест за поскапувањето за струјата, па за Гоце Делчев, па против сите неправди, и во сабота не очекува нов протест. Што очекувате? Токму така денеска не очекува уште еден протест, односно договорен е веќе уште еден протест, закажан е. Граѓаните сите кои што имаат одреден револт, чувствуваат револт против оваа ненародна власт, имаат бројни неправди на своја кожа, може слободно ни се приклучат и веќе гледаме дека наназад низата протести кои што се случија, тематски веќе ни се приклучуваат граѓаните, нормално како одговор на онаа неправда која што ја прави владата буквално на секое едно поле, дали социјалната правда, односно неправда која што ја спроведува, дали националните интереси, дали политичкиот прогон и реваншизам, не се. Тоа е една голема група на граѓани, да не речам мнозинство во држава кој трпи сериозни неправди врз својот грб, за да може од друга страна власта да си ги на еден начин исполнува своите лични интереси кои што ги има зацртано нормално за свое лично функционирање, богатење и така натака. Како сте задоволни од одзивот на народот? Морам да признам дека сме задоволни од одзивот на народот. Овие протести полека, но сигурно прераснуваат во редовни протести за искажување револт кон оваа ненародна власт, кон оваа власт која што предводи Зоран Заев и која што не работи во насока на подобрување на животот и стандардот на граѓаните и државата, туку напротив работи против граѓаните и државата, против Република Македонија, работи за конкретно личните интереси на семејството Заеви, на Зоран Заев, Вице Заев, сите негови братучеди и роднини од фамилијата, но и сите функционери од СДСМ. Наназад, ако и погледнеме протестите, имавме серија низа успешни протести. Верувам и сигурен сум дека и денеска протестот ќе биде исто масовен, многуброен, но морам уште еднаш да потенцирам дека нема да биде последен протест, напротив, тек сме на почетокот на протестите кои што ги организираме како ВМРО ДПМНЕ, каде што граѓаните слободно ќе можат да го искажат својот револт и револтот кон оваа влада на СДСМ и Зоран Заев, која што ја изигрува едноставно нивната волја и сето она за кое што граѓаните се борат да биде реализирано и спроведено во Република Македонија. Така, значи протестите ќе продолжат и следниот период. Апсолутно дека ќе продолжат, на неколку излагања наназад кои што ги имавме и од ВМРО ДПМНЕ, но вклучително и председателот, функционерите, членовите на извршниот комитет, порачавме дека во Република Македонија може Зоран Заев да очекува жешка есен во насока на организирање на протестите, народот се мобилизира, не може веќе ги трпи овие неправди и одговор на тоа е денешниот протест кој што ќе биде организиран за неправдите кои што ни се случуваат во Република Македонија. Динамиката на протестите, динамиката на револтот кој што ќе го изразуваат граѓаните преку оние масовни, но мирни протести, ќе може да се дознава ден за ден, односно идниот период како ќе се развиваат овие протести и ќе бидат известувани и граѓаните и јавноста, се со цел да можат да ни се придружат во заедничката битка, се со цел менување на оваа ненародна власт која што работи против интересите на граѓаните и државата. Така, покрај протестите имате и внатрешни реформи внатре во партијата, имате нов генерален секретар. Што ќе донесе тој ново? Токму така, наназад неколку месеци председателот Мицкоски најави дека ќе има катарза во ВМРО ДПМНЕ. Тоа во моментов гледаме дека се случува, поаѓајќи од новиот извршен комитет кој што се избра од Централниот комитет, поаѓајќи од менувањето на статутот и носењето на најдемократскиот статут кој што воопшто го изгласала една политичка партија во Република Македонија, кој вклучително беше поздравен и од нашите сестрински партии, од Европската народна партија ИПП, која што во моментов управува со
со европската влада, ако можам да ја наречам за да им биде јасно на граѓаните, да потоа биде изберен и нов генерален секретар кој треба да внесе дополнителна свежина во функционирањето на ВМРО ДПМН. Морам да кажам дека сите луѓе кои што беа претходно инволвирани во функционирањето на ВМРО ДПМН, кои што сега се инволвираат, работат кохезивно, сите заедно, бидејќи сите заеднички имаме една единствена цел, а тоа е борба против оваа ненародна власт. За господинот Сајковски, Ѓорѓе Сајковски, кој што беше избран на последниот Централен комитет за нов генерален секретар на ВМРО ДПМН, морам да истакнам дека се работи за човек кој што долги години е во структурите, смирен човек, човек кој што е вреден и посветен на својата работа, човек кој што веќе 10 години беше председател на општински комитет на ВМРО ДПМН, кој што ги извојуваше најголемите победите општинскиот комитет Кичево, инаку претходно кој што имал и улога во локалното функционирање на власта во Кичево како советник, координатор на советничката група, подоцна како назначен заменик министер во влада на ВМРО ДПМН изминатите години, човек кој што морам да истакнам дека е и доктор на науки, сериозно посветен и науката, и како што и тој самиот најави во своето првично обраќање кон јавноста на социјалните мрежи, кој што ќе се посвети на работата, ќе го помине буквално секој еден град, секој едно село, секој едно населено место, ќе се види со сите луѓе, ќе се обиде да вклучително седне буквално со секој еден член кој што сака да допринесе и помогне за функционирањето на ВМРО ДПМН. Едноставно можам да кажам човек кој што е високо мотивиран и кој што е подготвен да тргне во финалната битка заедно со целата партија, теренец во рушењето на оваа ненародна власт на Зоран Заев. Така, друго што е актуелно овие денови е вашиот однос со председателот Пендаровски, со тие подпишувањето или не подпишувањето на указите за вонредна состојба. Најавте дека нема да ги подпише, нема да гласа ВМРО ДПМН за указите. Зошто тоа го? Токму така. Еве да направиме една ретроспектива, бидејќи вчера имав како портпарол на ВМРО ДПМН прашање на оваа тема од страна на вашите колеги новинари, се со цел да им биде појасно на јавноста. Морам да потенцирам дека ВМРО ДПМН најнапред апелираше на кризна состојба, потоа беше воведена вонредна состојба, нормално во период кога корона кризата веќе земаше замав во Република Македонија. Од тогаш бевме ние свесни, апелиравме нашите доктори од Комисијата за здравство, да речем стручниот тим на доктори, апелираше дека оваа влада не е подготвена во ниту еден случај да одговори на оние проблеми кои што ни следат со здравствената криза од корона пандемијата, која што тогаш беше на самиот почеток. Но тука беше и економскиот тим на ВМРО ДПМН, во кој што апсолутно го вбројам председателот Мицковски, кој што од самите моменти на почетокот на корона кризата апелираше до владата дека оваа влада мора да мисли еден чекор понатаму, а тоа е да се грижи за економската криза која што ќе зафати Република Македонија. По, да речам, половина година, еве ги резултатите. За жал, морам да напоменам дека резултатите се катастрофални. Ниту владата се справи со здравствената криза, ниту владата на СДСМ се справи со економската криза. Токма и економската криза беше изговор да се прогласи вонредна. Економската криза беше изговор да се прогласи вонредната состојба. Еве тука би ја вброил и здравствената криза, но видовме дека таа криза, вонредна состојба, на некој начин кризата беше искористена само и единствено да може да се злоупотреби во корист на власта. Како да се злоупотреби? Би сакал да истакнам неколку. Она беше најголема промената на изборниот законник на неколку минути пред почетокот на. Ќе одам следствено. Најпрво имате корона криза каде што илјадници, 10.000, 20.000, па потоа 30.000, сега веќе гледаме дека 40.000 луѓе останаа трајно без своите работни места. Во екот на корона кризата,
над 100.000 граѓани кои што беа принудени да останат дома, да не одат на своите работни места, не знаеа што ќе се случи и дали ќе добијат плата, бидејќи државата не му гарантираше на стопанството и на стопанскиот сектор дека ќе субвенционира, односно ќе помогне финансиски да се преброди оваа криза. Тука говорам за економскиот дел, не говорам за здравствениот, каде што тотално потврлија. Ние сме единствената држава и СДСМ единствената влада што прогласува победа над корона кризата во мај, кога има, да речам, помеѓу 150 и 200 ново заболени, а 4 месеци, 5 месеци после прогласување на победата, сега има повторно по околу 150, 170, 200 заболени, зависи од денот. Се молиме секој ден да се што помалку. Лидери сме и по бројот на починати, 738 има до сега. И доколку тогаш, кога сме прогласиле победа, за жал починувале тројца, четворица и петмина, сега за жал има денови кога починуваат и над 5 граѓани на Република Македонија. Тоа, верувајте, дека владата можеби го гледа како бројка, како статистика, но јас морам да напоменам дека секој ден, еве да речеме, не знам колку беа точните бројки пред неколку дена, но имаше, баш дискутиравме со моите колеги, имаше починато четворица граѓани пред неколку дена. Тоа се 4 празни столчиња на вечерата кај семејствата кои што изгубиле свој близок, што е навистина трогателно. Од друга страна, гледаме дека во таа вонредна состојба, сега повторно се навратам наназад како беа вршени сите оние злоупотреби. Така, најголемите злоупотреби се направија токму за време на вонредната состојба. Беа задолжени 1 милиарда евра преку Министерството за финансии, преку онаа, да речам, народски ќе се изразам, ќе ми извинат граѓаните на жаргонот, пролазна министерка Нина Ангеловска, која што и таа направи злоупотреби во однос на Евростандард банка, каде што си ги извади своите депозити, но тоа е сосема друга тема. Се задолжија повеќе од 1 милиарда и тие 1 милиарда евра се потрошени, но не гледаме реална помош. Се уште луѓето се без работа, се уште компаниите кубурат месец за месец, не знаат како ќе биде следниот чекор, се уште не се отворени сите оние угостителски објекти кои што тогаш беа затворени веќе 6-7 месеци не работат, но затоа работат објектите кои што се блиски дискотеки до семејството заеви и се уште едноставно не се надминати оние пречки. Да, во моментот на таа вонредна состојба беа нарачувани морски плодови, шкампи, апетисани кои што чинат илјадници евра за функционерите на СДСМ. Па еве, сакам да ги прашам уште еднаш, граѓаните веќе се прашуваат и немаат одговор, јас уште еднаш да ги прашам функционерите на СДСМ. Каква врска имаат морските плодови, шкампите, октопудите со корона пандемијата? Дали е тоа лек за корона пандемијата? Јас не сум видел ниту еден случај во ниту една држава да морските плодови се неопходни во насока на сузбивање со корона кризата. А од друга страна, на само 5 минути пред завршетокот на вонредната состојба и почетокот на кампањата, тоа е последната, практично и 4-та вонредна состојба, беше променета уредбата и односно беше донесена уредба, смена на изборниот законник, што е крајно да речам незаконски, неуставно и така натака, но сепак тоа е работа на правниците, не е моја работа бидејќи јас не сум правник, за да може да се изврши најмасовниот изборен грабеж. Од друга страна, беа поделени половина милион евра на невладини организации. Сите знаеме дека тие невладини организации беа блиски до така наречено справување со корона кризата, но тие невладини организации беа и се уште се блиски до Социјалдемократскиот сојуз, до оваа влада, и преку тие невладини организации беа вршени масовни теренски подкупи кои што подоцна ги валоризираа во текот на изборите преку оние пакети и не знаеме што се имало во нив. Така да морам да признам од тука и да изнесам
една новост која што граѓаните ја знаат, ние имаме говорено за последните две вонредни состојби. ВМРО ДПМН ниту беше консултирана, ниту пак техничките министри на ВМРО ДПМН беа свикани на тие состаноци каде што практично се разговарало за таа вонредна состојба која што треба да се донесе. Ова говорам за последните две вонредни состојби. Така, сега уставот е недоречен по ова прашање и доколку не се усвои во собранието укази, не се усвојат вонредната состојба, практично ништо нема да се случи. Ќе имплицирате ли импичмент поради ова? Уставот е недоречен во однос на правните можности како може да се реагира во тој дел. Таа работа би оставил на пратениците. Тие најдобро си ги знаат своите модели на функционирање, да речам пратеничката група на ВМРО ДПМН, но и сите оние останати пратеници кои што сметаат дека и веруваат, односно секој нормален кој што ја гледа ситуацијата знае дека вонредните состојби се прекршувани за лична корист на СДСМ, се разгледуваат. Но и дека мора да бидат потврдени во парламент. Апсолутно. Тоа доколку не бидат потврдени ќе им тежи на одговорните кои што ги потпишувале, носеле, и тоа оставам на правниците да одлучуваат како понатака ќе реагираат. Морам да признам дека практично тоа прекршување на овие одредби во вонредна состојба го вршеше извршната власт, предводена од Зоран Заев, од Оливер Спасовски, но исто така морам да напоменам дека апсолутно нивни соучесник е Стево Пендаровски, кој што слепо, ама баш слепо, беше послушник на оваа влада на СДСМ и се уште е послушник во насока на исполнување на нивните желби, каприци и се останато, така да морам да донесам еден заклучок кој што неколку пати сум го споменал, уште еднаш да донесам заклучок дека функционираат непречено како мафија, како најдобрите денови кога функционирала во своето најсилно време и најпознатата мафија Коза Ностра. Токму тоа ми е прашањето, евентуално импичмент за Пендаровски ќе биде поврзан со оваа последнава ситуација или заопшто неговото делување како председател и спрегата како што ја викате со Заев? Па како што рековме во однос на тие правни можности кои што се разгледуваат во насока на сето ова кое што го говориме, се однесува на оваа вонредна состојба, бидејќи се прекршувани вонредните состојби за стекнување на лична корист на функционери од СДСМ, вклучително и на Социјалдемократскиот сојуз. Морам да напоменам уште една работа и да потсетам уште еднаш. Во време на вонредна состојба чинам беше, можеби и нешто претходно, но беше тој период во корона пандемијата кога веќе се знаеше дека ќе биде многу тешко за државата, за граѓаните и за стопанството. Владата има возможност им префрли пари на специјалното јавно обвинителство кое што веќе не постоеше. 4,6 милиони евра. Тоа како и да се заборави? Па јас не би рекол дека ќе биде заборавено. Не верувам дека граѓаните ќе го заборават, не верувам дека ќе го заборават сите оние чинители кои што гледаме дека си ги префрлиле пари незаконски преку низа бонуси, односно тогаш доисплатија некои пари што им беа останати во однос на плати на некој начин должни, но сепак знаеме дека тоа е злоупотреба на пари што беше потврдено со последниот ревизорски извештај кој што го донесе Државниот завод за ревизија. Но обвинителката Русковска на тоа вика дека тоа не е прашање за нејзе, туку за Советот за јавни обвинители. Се изема и од тоа господијата Русковска. Знаете како? Секој овде кој што сака некого да заштити или работи по нечија насока, работи до оној момент до кој што ќе му кажа. Конкретно говорам за власта, за спрегата помеѓу власта и обвинителството и се останато. Сметам дека тоа е прашање кој што треба многу брзо да делува. Зошто го велам тоа? Бидејќи проневера на 4,6 милиони евра на една институција која што вршеше политички прогон и која што заврши со рекетирање и премногу сериозна работа, и за таа работа треба некој да одговара. Во најмала рака, сите тие луѓе
кои што работеле таму, кои што си делеле незаконски бонуси, во најмала рака, треба се засрамат, да им се извинат на граѓаните, да одговараат за тоа, но пред да го направат тоа, треба да ги вратат парите во државниот буџет. Зошто? Затоа што сега ги гледаме недостатоците на владата, каде што имаме една друга ситуација, при што во ек на корона пандемија не може да стартува школската година, имаме недостиг на IT опрема, компјутери за над 40.000 деца кои што доаѓаат од социјално ранливи и сиромашни семејства. Зошто тие деца да бидат дискриминирани, државата да не им помогне да може да имаат свој нормален образовен процес? Зошто тие, бидејќи нема доволно примања и бидејќи се од посиромашни семејства, треба да заостануваат во образовниот систем? Па така, тоа образованието... Ке крахира ли стартот на учебната година? Многу, како што викате, родители не може да си дозволат лаптоп за своите деца, но не било каков, него треба со добри конфигурации лаптоп. Веќе гледаме дека крахира. Замислете со 4,6 милиони евра, колку лаптопи може да се купат. Еве, јас верувам, по најпросечно 500 евра еден. Па еве, јас би рекол дека доколку се сведе целиот софтвер и се останато и со послаба конфигурација само за да може да функционира, да се прилагоди за поедноставни конфигурации, нека биде и 300 евра просечен лаптоп кој што може да се најде доколку државата го обезбеди. Со тие пари кои што се доделени преку бонуси на тие, да ги наречам, пајташи кои што работеа за Зоран Заев во специјалното јавно обвинителство, може да се набават можеби и над 18, 19, 20 илјади компјутери, IT уреди, кои што може да се поделат на дечиња кои што родителите не може да им обезбедат. Тоа е класична дискриминација, доколку не може владата да им обезбеди нормален начин на едукација, на едукативен процес, каде што тоа едукативно процесуирање и еволуирање на децата им е загарантирано право. И повторно се навраќаме, секогаш кога СДСМ е на власт, десетици илјади, стотици илјади деца за жал остануваат надвор од образовниот процес. Доколку во она владење на СДСМ помеѓу 2002 и 2006 година имаше некоја бројка од над 100.000 деца надвор од образовниот процес, сега гледаме дека повторно има некоја бројка каде што над 40.000 деца се надвор од образовниот процес во моментов, бидејќи нема соодветни услови овозможени од владата. И, уште еден абсурд, им крахираше долго најавуваната платформа за онлайн. Така, токму тоа ми беше, дури и платформата крахираше. Едноставно се крахира во владава, но, за жал, не крахираат бизнисите на фамилијата Заеви, едноставно тие цветат. Да се вратиме да придеме на надворешен план. Актуелни се односите со Бугарија. Значи Бугарија сака едноставно да се откажеме од Гоце Делчев, а како капак на се дојде резолуцијата од бугарскиот парламент каде што Кирил и Методи ги прегласија за бугарски просветители наместо на се словенски како што беше досега. Ке има ли некаква реакција од власт? Еве, јас би излегол чекор наназад и би говорел како најобичен граѓанин на Република Македонија, настрана од политичките случувања, настрана од власта, настрана од се останато. Не е прв пат, за жал нема да биде ниту последен пат, да оваа влада на СДСМ крахира и потврди на надворешен план. Еве, кажете ми еден успех на надворешен план во кој што се случило изминатите 3 години во владата на СДСМ. Знаете кој е единствениот успех на надворешен план? Членството во НАТО. Единствен. Јас би споменал друг успех. Тоа е стипендијата на ќерката на Димитров, која што во моментов студира со државните пари во една земја од Европската унија. Тоа е личниот успех, личниот збором на владата, бидејќи членството во НАТО не е успех само на владата на СДСМ. Тоа е успех на функционери кои што биле на позиции и влади кои што раководеле со Република Македонија.
и не може да се припише како лично нивни успех. Единствен нивни личен успех е стипендијата на ќерката на министерот, која што не знам како и кога ќе оправда и ќе врати кон државата која што ја помогнала да биде стипендирана надвор. Но во однос на случувањата во кои што во моментов ни се случуваат на планот со нашиот источен сосед, како што реков, ќе говорам како граѓанин, ние како ВМРО ДПМН веќе имавме став по тоа прашање, но верувајте дека и граѓаните се преразочарани и не очекуваат ништо ново, Како да нема крај на разочарувањата и на... Не очекуваат победа од СДСМ, не да речам победа, не очекуваат на некој начин решение кое што ќе биде добро за двете држави, бидејќи како што може да се свати секој еден да речам, еве не можам да го наречам проблем, но доколку како што велат има проблем, решението доколку се носи, логиката е да биде добро за двете држави. Но во Република Македонија не очекувам дека оваа влада предводена од Зоран Заев ќе направи нешто корисно и добро за граѓаните и државата. Повторно ќе потенцирам, ставовите на ВМРО ДПМН се јасни, ние веќе еднаш ги имаме. Понудивте и резолуција во парламентот за заштита на националните интереси, но не беше прифатена. Веќе ги имавме изнесено и морам да потенцирам дека ВМРО ДПМН е единствената политичка партија, субјект, организација во државава која што се грижи за интересите на граѓаните и државата. Се останато што гледате од функционерите на владата, од Зоран Заев, од Радмила Шеќеринска, од Никола Димитров, од сите останати, тоа се само празни флоскули, каде што употребуваат некакви си европски стандарди во секој свој говор, а тотално спротивно работат од европските стандарди и принципи. Бидејќи верувајте дека целиот овој криминал и корупција кој што го прават во моментов, тоа не е европски стандард. Јас не верувам дека било кој европски политичар или било кој човек кој што поседува европски вредности, а верувајте дека Македонија не е за потценување, целата држава, граѓаните поседуваат европски вредности и практично и географски, но и во размислувањата припаѓаат во Европската Унија. Верувајте дека никој не ги оправдува криминалот и корупцијата кои што во моментов ги спроведува СДСМ и на еден начин го тероризира и македонскиот народ, но и македонската држава. Така, за крај рековте дека во Македонија единствено цветаат бизнисите на семејството Заеви. Апсолутно, може да се види по. Може ли да кажеме кои се најголемите скандали според вас во власта во последниот период? Го имаме контроверзниот бизнисмен Дака како еден од најголемите скандали. Да, имаме една многу апсурдна ситуација каде што нормално сите го слушнавме оној разговор кој што беше објавен на интернет просторот, каде што разговараат две особи, од кои што едната е истиот контроверзен бизнисмен, нормално поврзуван со антинато влијание и така натака, што тоа во моментов и не е толку важно ако земеме во предвид дека истиот тој човек потврди дека има дадено мито од 300.000 евра кај блиски луѓе во владата на Заев. Митото било дадено за дуб кој што треба да се изгласа во Тетово, Шикелак, она фабрика позната за тетовци, но можеби за повозрастните граѓани кои што живеат во државата. Истиот тој контроверзен бизнисмен јавно си кажа дека дал мито и во еден момент веднаш по доаѓање повторно на староновата власт, можеби една од првите одлуки која што беше донесена, за која што Заев јавно призна на телевизија дека дал насока да се практично изгласа, призна дека влијаел да се изгласа дупот. Апсолутно сакам да дојдам до тој заклучок, тоа е следниот.
Имаме неколку вакви случаеви, десетици случаеви, 20 случаеви, можеби сега да не ги набројувам наназад овие 3-4 години откако СДСМ практично и презема власта. Огромни проневери на пари. Претходно ја споменав проневерата на парите во специјалното јавно обвинителство, 4,6 милиони. Сега од тука споменувам скандал каде што е дадено мито од 300.000 евра, а целиот тој скандал, тежи афера коруптивна некаде околу 200 милиони евра чинам по пресметките на експертите и медиумите. Нема ниту еден случај отворен од страна на јавното обвинителство. Што доаѓаме до уште една крајна цел, дека ово обвинителство на Вилма Русковска е под директна команда и спрега со Зоран Заев. И може да се отвара непостоечки случаеви кон ВМРО ДПМН, кон функционери од ВМРО ДПМН, може Вилма Русковска да го тужи ВМРО ДПМН за нарушување на своето здрави и душевна болка, каде што таа чувства лутина и анксиозност, односно лутина кон тужените, кон ВМРО ДПМН, што тука повлекуваш у една друга работа за која што би сакал да ги повикам и правниците и експертите да дебатираат и дискутираат јавно, дали практично и оваа господја е подготвена да го води јавното обвинителство и да биде непристрасна, бидејќи јавно покажува дека чувства лутина кон тужените, ако знаеме дека на назад води десетици случаеви за кои што и претходно говоревме дека се политички монтирани. Па и има актуелни случаи кон ваши функционери. Токму тоа зборам, но вие нема сретнете ниту еден случај каде што е отворен подопрен глас за функционери на СДСМ, за функционери од владата на СДСМ, за Зоран Заев конкретниот случај. Ние не знаеме докаде е случајот со набавката на софтверот, радарскиот софтвер чинам во МНАВ, Македонска навигација. Со Рашковски, така. Да. Докаде е случај, знаете? Никој не знаете. Еве да кажам уште еден абсурд. Ги прислушуваа во јавното обвинителство. Се сеќавате на тој случај? Так. Па ако не може јавното обвинителство да дознае кој ги прислушувал, и ако не може за тоа да отвори случај да го најде виновникот, ви очекувате дека тоа јавно обвинителство ќе донесе правда? Не. Тоа јавно обвинителство е практично друга институција, но иста слика и прилика како и специјалното јавно обвинителство, работи по нарачка на Заев. Значи во Македонија или нема правда, или има селективна правда. Во Република Македонија нема правда. Нормално правдата треба биде слепа и да одлучува да биде непристрасна, но во Република Македонија единствена е слепа Вилма Русковска. Зошто велам слепа? Метафорично, не го гледа целиот криминал кој што го прави Зоран Заев и СДСМ. И затоа е слепа. Слепа е за криминалот на владата и на СДСМ. Но Вилма Русковска воопшто не е глува да ги слуша наредбите на Зоран Заев кога треба да се изврши политички реваншизам со било која опозициона политичка партија или функционер. Така, не го гледа или не сака да го види, ќе видиме во следниот првид. Господин Арсовски, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата, се надам ќе се видиме во наредна прилика да продискутираме за случувањата.